Во текот на изминатата ноќ екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје спроведоа низ активности за чистење на старата скопска чаршија. Во рамките на активностите било извршено и рачно метење и чистење на пешачкиот мост, лоциран на самиот влез на чаршијата, каде што се подигнати и приближно 2 кубни метра непрописно одложен отпад, извести Комунална хигиена Скопје. И во предстојниот период јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје ќе продолжи да спроведува засилени активности за одржување на максималното ниво на хигиената и чистотата на старата скопска чаршија, која представува една од најпосетените туристички атракции на градот Скопје, се додава во соопштението. Утринава е пријавено дека во фабриката Кромберт и Шуберт во Скопската технолошко-развојна зона во населбата Илинден стигнала информација на службениот мејл дека е поставена експлозивна направа. Утрово околу 8:20 часот во СВР Скопје, вработена во правно лице населба Илинден, пријавила дека на службениот мејл на правното лице во 6 часот утринава стигнала порака дека во фабриката е поставена експлозивна направа. Откако биле направени сите потребни проверки, се укажало дека не била пронајдена експлозивна направа и констатирано е дека станува збор за лажна пријава, стои во соопштението од Министерството за внатрешни работи. Лажната дојава за бомба во Кромберт и Шуберт во Скопската технолошко-развојна зона ги вознемирила вработените, па утрото сите го напуштиле објектот додека траеле проверките. Инаку ваквите лажни дојави за бомби се неретка појава во Скопскиот регион. Само изминатата година имаше многобројни лажни дојави за бомби, посебно во скопските основни и средни училишта. Државниот завод за ревизија го објави извештајот за извршената ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на јавното сообраќајно предпријатие Скопје за 2023 година, во кој даваат неповолно мислење за реалноста и објективноста на финансиските извештаи на ЈСП и се заклучува дека јавното предпријатие не е во состојба да обезбеди квалитетни и навремени услуги за граѓаните на град Скопје. Со ревизијата е утврдено дека владата нема донесено одлуки за одобрување на средства од буџетот на Министерството за образование и наука за покривање на трошоците за бесплатен градски превоз на редовните студенти на државните универзитети за учебните години 2022, 2023 и 2023-2024 година. Поради тоа, во буџетот на МОН не се предвидени средства за оваа намена, додека јавното сообраќајно предпријатие Скопје продолжува да ја исполнува својата законска обврска за бесплатен јавен превоз, но без надомест. Недостигот на средства од Министерството за образование и наука влијае на континуитетот на услугата, се посочува во извештајот. Ревизијата истакнува дека се потребни активности насочени кон отстранување на тешкотиите и проблемите кои подолг период се присутни во работењето на предпријатието, кон обезбедување на континуитет во функционирањето на дејноста, подобрување на квалитетот и ефикасноста во извршувањето на јавниот превоз, подигање на еколошките стандарди односно кон остварување на мисијата на предпријатието, обезбедување на квалитетни, навремени, сигурни и во континуитет услуги. За надминување на утврдените состојби дадени се препораки со цел превземање на мерки и активности од страна на надлежните институции и одговорни лица, се заклучува во извештајот на Државниот завод за ревизија за јавното сообраќајно предпријатие Скопје. Возниот парк на јавното комунално предпријатие Илинден доби ново специјално возило. Имено градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски денеска присуствуваше на промоцијата на новото комунално возило на ЈКП Илинден за собирање на комунален отпад, при што повторно е подновен возниот парк на предпријатието. Како што истакна градоначалникот Георгиевски, специјалното возило за собирање на комунален отпад е со капацитет од 21 метар кубен и ќе ги замени старите и дотраени возила наменети за собирање на комунален отпад низ населените места во Илинден. Тој додаде дека врвен приоритет во работењето на локалната самоуправа е подобрување на квалитетот на услугите, а со набавката на комуналните возила ќе се подобри квалитетот на услугите кои ги врши јавното предпријатие, како и ефикасноста на вработените. Возниот парк во јавното комунално предпријатие Илинден континуирано се обновува, така што во изминатиот период досега предпријатието има набавено
4 комунални возила и една градежна машина со приклучна механизација за косење и кастрење на вегетација, стои во соопштението од општина Илинден. Од вчера, 28 октомври, стартуваше новиот начин на плаќање на билет за едно возење со ЈСП преку бројот 185 со СМС порака. Цената на билетот не се менува и останува 40 денари со вклучен ДДВ. Начинот за новото плаќање е следен. Патникот од својот мобилен телефон врти на бројот 185, при што слуша сигнал и говорна порака. Купивте билет за едно возење со цена од 40 денари. При вртење на бројот 185 не е потребно телефонот да се приближува до валидаторот. Наплата се врши во истиот момент кога корисникот го завртел бројот 185 и го слушнал сигналот без разлика дали е докрај и слушана говорната порака. На мобилниот телефон стигнува потврдна СМС порака во која ќе пишува: купивте билет за едно возење со цена од 40 денари. Доколку патникот има проблем со телефонската сметка, можно е да ги добие следниве пораки: трансакцијата е неуспешна, немате доволно средства на вашата сметка. Трансакцијата е неуспешна, имате активирано забрана, јавете се кај вашиот оператор. Веќе купивте возен билет, обидете се подоцна. Трансакцијата е неуспешна поради технички причини. Трансакцијата е неуспешна, имате надминат лимит за користење на оваа услуга. Воедно од ЈСП ги информираат корисниците на услугите дека функционирањето на старата мобилна апликација Скопска ќе биде прекинато и истовремено почнувајќи од 30 октомври 2024 година ќе биде пуштена во функција новата мобилна апликација Скопје Бус. Истата може да се превземе преку мобилните апликации на Play Store за корисниците на Android уред и App Store за корисниците на iPhone. Во текот на вчерашниот ден уапсени 2 млади лица за дрога на подрачјето на Скопје. Имено на 28 октомври во 21 часот во Скопје на подрачјето на Карпош полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР го лишиле од слобода лицето ЛП 21 година од Скопје, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана, извести полицијата. На 27 октомври 2024 во Скопје на подрачјето на Чаир, полициски службеници од единицата за интервентна полиција при СВР Скопје го лишиле од слобода и лицето ФБ 23 години од Скопје, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок, велат од МВР.